Господин Ѓорѓиевски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до вашите гледачи. Прво за тоа што е најкритично, состојбата со сметот по скопските улици, имате средба на ЗЕЛС, ќе преземе ЗЕЛС акција за отстранување на сметот? Знаете, не е проблемот само од денес и не е изминатава недела дена, ние имаме хроничен проблем, неколку години наназад, со кој што се соочуваме како скопски градоначалници. Земајќи во предвид дека и на граѓаните, на многумина од граѓаните, не им се јасни ингеренциите, постојано го вперуваат и прстот и на крајот на денот граѓаните не ги интересираат, така, и уредно си плаќаат, но го вперуваат често пати прстот во нас како локални градоначалници, во било кој од скопските општини. Ние во неколку наврати во минатото делувавме самите. Знаете, и дури така, во неколку од тие случаи бевме и казнувани, но подоцна се покажа дека се неиздржани казните, па паѓа пред да дојде ред општината да плаќа било каква евентуална глоба. Во тој контекст најалармантен период е изминатиот период од неколку дена, односно во предизбори, кога се случува практично да или не постапува комунална хигиена, или пак онаму каде што постапува, делумно постапува. Дополнителен проблем сериозен за сите нас е тоа што е констатирано од страна на сите скопски градоначалници дека на многу од микролокациите, особено на оние каде што има роботи контејнери, ги знаете тие постојната набавка на Шилевов, на местата каде што имало по 3, по 4 контејнери, во моментов има по 1 или по 2. Не знам од кои причини, тоа ќе треба да го утврдиме, дали некој свесно и намерно го направил тоа изминатиот период. А и најголем дел се оштетени и не се отварат. Едно е да се оштетени, друго е да ги нема на самото место, но и да не се заменуваат за дополнително да се создава мини депонија практично на секоја микролокација. Ние действуваме, започнавме уште пред некој ден, да действуваме снаоѓајќи се самите, треба да земеме во предвид дека ние немаме механизација соодветна за празнење на контејнерите, но алтернативно делуваме, ни помагаат доста општествено одговорни компании цел изминат период за барем оние депонии, мини депонии кои што се создаваат околу контејнерите, да можеме да ги исчистиме и да не дозволиме. Денеска видов случај што е за мене фрапантен во 21 век, детенце било од Глодар, каснато во општина Центар. Ке мора да делуваме брзо и ке мора да го... Договоривте поддршка и помош од општините други? Секаде каде што градоначалникот во скопските општини нема да може сам заедно со помошта на општествено одговорни компании да одговори на предизвикот, се договоривме да се уклучи некоја од соседните општини, дали ќе биде од околу градот Скопје или со некоја од општините кои што се од внатрешноста, но ќе побараме помош, но ќе мислам дека барем овие мини депони околу контејнерите ќе ги редуцираме во наредниот период. Арсовска ве посочи како некој вас, кој го велича Мицковски, а за ѓубрето упати да прашате Јулијана Спировска, председател на управен одбор на комунална хигиена, градоначалниците кои среде избори или пред избори повикале граѓаните да фрлаат кабаст отпад, Министерството за здравство кое должи милиони на комунална хигиена. Каде е вистината? Аз, господин Валентин, цела изминат период во кампања, но и многу ретко и во минатото сум ја споменувал Арсовска. Јас може да кажам како ќе функционирам од како ќе го водам градот Скопје. Не треба оној кој што е создавач на кризите и тој кој што треба да ги најде решенијата, постојано да го вперува прстот во некого, сите да бидат виновни, освен тој. Одговорноста има име и презиме, односно тој кој што е менаџер на главниот град. Во случајот е Арсовска. Јас како иден градоначалник на градот Скопје, во перспектива во наредните 4 години за било кој неуспех, нема да се вадам од типот овој е виновен, оној е виновен. Се знае каде е командната одговорност. Дали било директор на комунална хигиена во случајот виновен, дали управниот одбор колективна вина има таму кај сите. И сите треба да си одговараат за непостапување соодветно. Јас немам детали за тоа што се случува внатре. Знаеме дека и реагираа вчера службите и на државните органи кои што се задолжени и треба некој да одговара таму. И апсолутно имаат поддршка и во перспектива да реагираат секогаш кога ќе биде здравјето на граѓаните доведено во состојба како што е денес. Добро, очигледно брзо ќе видите, после вториот круг на изборите, се разбира кога добиете до вербата, уште останувате на 72 часа доволни да се исчисти Скопје? Секако гарантирам и апсолутно стојам позади тоа. Позади секое мое ветување кое што е во изборната програма. Позади секое ветување кое што сум го дал пред моите сограѓани изминатиот период,
одговорно стојам и одговорно тврдам дека ќе биде сработено за периодот кој што сум ветил дека ќе биде сработено. На градот Скопје му треба генералка и тоа не е квантна физика, тука треба добро да се организираме. Но главната организација треба да биде во претпријатието комунална хигиена, која што ги има и сите ресурси за кои што граѓаните плаќаат. Сите ние плаќаме за да добиваме услуга што не ја добиваме изминатиот период. Се сретнавте со советниците од коалицијата во градот Скопје. Сега имате убедливо мнозинство или апсолутно мнозинство во Советот на градот, доколку станете градоначалник. Знаете дека нема да имате изговори од типот на Даниела Арсовска, Советот ме кочи повеќе. Јас тука би имал да споменам неколку работи. Тоа што имаме апсолутно мнозинство, значи апсолутна одговорност. Ја тоа денеска им го соопштив дека не само е важно во еден процес да имаме апсолутно мнозинство, туку е многу важно што граѓаните имаат сериозни очекувања од нас после особено овие дебакал 4 години кои што ги има градот Скопје, доживеано на секој план, од аспект на нефункционалност, но одговорноста е уште поголема и тука, како што вие велите, нема да има изговор. И јас сум човек кој што никогаш позади никого нема да се крие, тоа го покажав изминативе 4 години. И јас повикав денес, но и така ќе функционирам. Во Советот, освен нашето цврсто мнозинство, има партиципиенти од било која друга политичка партија. На сите ќе им биде подадена рака. Јас немам апсолутно проблем со тоа. Во Кисела Вода над 90% од одлуките ги гласа сите советници. Истото ќе го практикувам во градот Скопје. А што е потребно за тоа? Потребно е јавно и транспарентно, одговорно да работите во интерес на граѓаните. Мене нема да ми биде важно нешто да се заврши за мене лично. Затоа што јас 4 години го поминав мандатот во Кисела Вода, работејќи за народот и затоа имам поддршката која што имам, а верувам ќе биде посилна во вториот круг. Исто ќе биде и во градот Скопје. И во услови кога вие, освен некој ако не сака да се затвори во својата политичка матрица и по секоја цена. Добро, се можно видовме во овие 4 години да не се оди и се контра, тогаш не гледам причина да во наредните 4 години ние акламативно не добиваме доверба, односно поддршка од советниците, затоа што ние ќе работиме на проекти. Спроти вториот круг од изборите, од кого очекувате поддршка со оглед дека некако вреди игра топло-ладно во општината? Јас очекувам од сите скопјани. Јас имам сериозен бекграунд позади себе. 4 години водев една од општините која што во минатото беше препознатлива само по лоши работи, општина Кисела Вода. Ја консолидиравме, општина која што ја наследив со сериозен долг и имаме сериозна реализација на она што сме се обврзале пред граѓаните и дополнително уште 2 пати толку проекти кои што не сум ги ветил во програмата, така што јас сум сериозно навлезен во материјата, истото ќе биде пресликано во градот Скопје. Што се однесува на политичката поддршка од страна на нашите коалициони партнери, секако дека од оние кои што ни се во коалицијата внатре, зборам ВМРО, ДПМН и коалицијата. Вреди, знам, зборуваме сега башка? Да, но и вреди и знам ми дадоа веќе поддршка, така што ние имаме сериозен пристап, имаме одговорно водење и носење на политики, така мислам дека ќе функционираме. Ќе биде ли Башким Бакију заменик градоначалник за да забетонирате соработката и поддршката во вториот круг? Башким Бакију е одличен човек, кој што не може да биде заменик градоначалник, затоа што заменик градоначалник мора да биде некој од членовите на Советот, но не сум размислил уште на ова прашање, како што не сум утврдил уште ништо поврзано со кадровите решенија во детали, тоа Добро. допрва ќе го решам. Малку за проектите. Зборувам за оние сериозни проекти. Најавивте кружни текови кај Лимак, кај подвозникот зградата МОН. Дали подземната улица, што беше должност на Лимак, е функционална, изградена? Дали сте провериле? Јас сум бил неколку пати таму, на моје огромно задоволство и на вистина сериозен проект изработен таму. Она што е мој најсериозен предизвик, освен да ги завршам овие неколку, 4 конкретно проекти, Љубљанска, Михајло Апостолски мостот, булеварот Борис Трајковски и клучката кај Момин поток, кои што мораме конечно да ги завршиме после повеќе децении народот кој што живее во хаос во таа околина таму, фокус ќе ми биде и да оставам сериозен трак од моето раководење со градот Скопје и шансата која што ќе ми ја дадат и довербата граѓаните, верувам поубедливо, повторно ќе кажам во вториот круг, сообраќајницата подземна Лимак, која што треба од страна на градот да ги доврши 3 кружни тека, двата према Кисела Вода на граница со центар, едниот кај Нова Македонија, ќе бидат првиот предизвик
кој што уште со ребаланс на буџетот ќе предвидиме да започнеме да го реализираме. Зошто? Затоа што тоа ќе биде првата подземна сообраќајница во Република Македонија, не само во градот Скопје. Навистина интересен проект кој што ќе го реши сообраќајниот хаос помеѓу кисела вода и центар, конечно, и на тој начин ние ќе решиме нешто што 30 години се говори во главниот град. Тоа требаше и претходниот мандат да биде завршено, но никој не го реализирал. обврска. Видете, пристапот мој во однос на реализација на проекти не е да барам јас начин да осудам дека некој проект започнат од било кого во минатото по секоја цена да кажам во јавноста дека не е добар. Мојот пристап е многу едноставен. Треба да ги решиме проблемите на граѓаните. И тука нема многу филозофирање, има засокување. Би требало за една таква активност, со оглед дека ќе настане дополнителен хаос. Значи, со реализација целосна на овој потек ќе требаат повеќе години, односно да бидам попрецизен, некаде околу 3 години минимум за да стигнеме ние до она што треба да биде таму. Подземниот потек е решен. Потребно е таму само струјата да се среди и да се асфалтираат 6 ленти. Таму има 8 ленти, но 6 се автомобилски, 2 се во средината за автобуси. А што ќе се случува со пречистителната станица за која ќе продолжи да се реализира? Ќе продолжи да се реализира со многу позабрзано темпо, исто како за 4 проекти кои што ги споменав. Не може процес на експроприација, еве за проективе кои што ги споменав Борис Трајковски и останатите, или нефункционалноста на двата моста кои што ги чекаме со децении, да трае вечно и бесконечно. Треба да се разговара, треба комуникација да има со оние кои што се засегнати страни во процесот. Пари има, сега треба жалба и работа. Парите се една работа. Тоа што треба да го реализираме е друга работа. Градот Скопје е во сериозен финансиски колапс. Дополнително освен нефункционалност. Од моите информации кои што ги имам во моментов е некаде дека 250 милиона евра од прилика и јавните претпријатија и градот Скопје има долгови. Тоа ќе го утврдиме детално откако ќе влезам во градот Скопје, за многу брзо од денес. И дополнително, тоа не ми представува пречка да добро се реорганизираме, да од тие претпријатија кои што се загубари направиме ефективни јавни претпријатија самоодржливи, кои што ќе имаат сериозни средства на сметките, затоа што граѓаните ги полнат тие јавни претпријатија. Тоа што некој ги третира душмански со години, тоа ќе го запреме веднаш по денот кога ќе влезам таму. Околу сообраќајот, кој што директно влија и на аерозагадувањето, го поддржавте сега некако проектот БРТ, надграден со север-југ, нели уште една делница. Колку тоа би чинело, имате представа? Мислам дека околу 60 милиона евра е целиот проект. И за проектот има заем, кој што е земен од страна на градот Скопје, и за тој заем се плаќаат камати. Јас имам две опции. Или да продолжам и понатаму да плаќаат граѓаните за ништо, или да го преправиме тоа што е првично направено и да го довршиме. И јас јасно кажав дека никогаш нема да обструирам проект кој што макар и за 1 милиметар би ги подобрил условите на нашите сограѓани. БРТ-то доколку се доработи, а ќе се доработи веднаш, со траса до Драчево, поврзување и до Радишани ќе биде ставен во функција за многу брзо време. На БРТ-то, освен што право на користење ќе имаат ЈСП Скопје, јавниот сообраќајен транспорт, и специјализираните возила кои што се од Министерството за внатрешни, здравство и така натаму, ќе имаат право и сите електрични возила на такси превозот, што значи дека тука ние ќе влијаеме и на оние 2500 возила на такси превозници кои што во моментот. И за тоа ќе треба 3-4 години? Мислам дека овој процес ќе биде побрз. На микрониво, како до доволен број паркинзи, а не само градско предпријатие кое ги мозе граѓаните, вдомува партиски војници, цените на паркирање се тежок товар и за тие со плата и за пензионерите. Дополнително што новите згради, објекти во кои пола Македонија се всели немаат, не ги купуваат паркинзите, а оние старите кои што одвојувале и платиле жители, зборувам, имале веќе обезбедени паркинзи, ги немаат и тие. Тука ќе треба, бидејќи имаме ние одредени процеси во кои што сега ќе треба да интервенираме за дел од состојбите да ги поправиме, веднаш да влеземе со интервенција, односно со одредби кои што нема да дозволуваат да се купи стан без
обезбедено, односно купено паркинг место. Тоа да биде паралелен процес и тоа е, мислам дека најдобар показател на тоа. Но за тие во иднина. Да, но тоа ќе почнеме веднаш да го реализираме. Да. Нешто со овие Тоа се одлуки на постоечки? све. Овие постоечките имаме ние во нашата програма, предвидено е конкретно во центар, 2 катни гаражи кои што ќе ги изградиме. Единствено јавно предпријатие кое што во моментов не должи е градски паркинг. Тоа сум сигурен. Да, сте сигурни и така е. Во суштина, но на одредени точки во градот Скопје, каде што просторните услови дозволуваат, ќе се постават, односно ќе се инвестира од страна на градот Скопје во соработка со локалната самоуправа во монтажни паркинзи. Ние мораме да ја средиме состојбата поврзана со паркирањето. Зонското паркирање еве конкретно во населбата кај што живеам јас, Расадник. Знаете, некогаш и комодитетот на граѓаните оди до тој степен да не ги користат своите паркиралишта кои што ги имаат под во зградата, во рамки на нивните гаражи, но ние ако сакаме да изградиме систем, во системот мораме сите да бидеме одговорни. Мора да се разграничи, мора секој да си ја преземе одговорност. Мора градот да има одговорност, и јавните предпријатија, и јас ќе имам најголема одговорност, но ќе имаат одговорност и граѓаните. Зошто тоа го велам? Валентин, само ако дозволиш една секунда. Во делот од хаосот со паркирањето учествуваме и ние како граѓани. Во делот со создавањето на диви депони учествуваме и ние како граѓани. Не влегуваат јавните предпријатија секогаш да направат хаос на одредени позиции, кој што хаос е свесно направен, туку дел од хаосот го создаваме и ние. Што значи дека во градот Скопје подолги години недостасува ред и одговорност. Да. За крај кратко, бидејќи прашањето е такво, има ли волшебно стапче Орце Георгиевски за аерозагадувањето, или ќе остане тоа проблем што ќе се решава со години, со децении, така. Тоа е проблем кој што системски ќе го решаваме. Јас нема да ветам пред граѓаните, мене ми е најлесно да кажам како што многумина политичари во минатото го направиле тоа, да, јас ќе влезам во градот Скопје и Скопје нема да биде загадено. Така го кажам, ќе излажам, нема да биде честно. Ние треба системски да го решаваме процесот предвидува зголемување на мрежата на топлификација. Ние имаме згради во центар, домаќинства кои што не се поврзани на градската топлификација. Имаме во аеродром. Ние во Кисела Вода имавме многу успешна соработка со актуелниот Петар Милетич, градоначалник на, односно се извинувам, директор на предпријатието кој што е задолжено за тоа. Одлична соработка, 11 октомври бараки и постоечките згради, но оставаме можност да се приклучат и активните домаќинства на мрежата, што значи дека ќе одиме со систем кој што подразбира на драстично ширење на мрежата и опфат што поголем, чистење на депониите. Паралелно со процесот 72 часа ќе се започне со процес на чистење на депониите. Дополнително 2 централи се предвидуваат со поддршка на владата да се градат, едната во Охис и таму е парцелата веќе подготвена, и едната на излез од Ѓорче кај обиколницата, кои што дополнително ќе овозможат ширење на мрежа до домаќинствата за загревање, затоа што мораме да бидеме свесни за моментот дека 80% од загадувањето го прават домаќинствата. Така. Но ние мораме истовремено да бидеме одговорни политичари и да нудиме алтернатива за граѓаните. А ова е алтернативата што ќе ја понудиме и за високите зони, како Црниче, Пржино, делови од Водно и останати делови од Скопје, каде што нема да има можност мрежата да се прошири, таму ќе има за топлотни пумпи субвенција од страна на градот Скопје за да може да се реализира. Орце Георгиевски, гостин во тема на денот. Благодарам. Ме више чест.